Од невремето во Скопје има најмалку 20 загинати, десеттина лица се водат за исчезнати, а десеттици граѓани се повредени и хоспитализирани на скопските клиники. Најголем дел од жртвите се од Стајковци, Сингелич, Смилковци и Арачиново, каде има и најмногу урнати и поплавени куќи, како и уништени возила, информираат од Мавара. Невремето предизвикано од интензивните поројни дождови и грмежи имаше катастрофални последици за голем број граѓани од Скопско. Поплава тука. Кој е повреден во вашиот случај? Пругата. Јас се видов кога донесоа. Беше има искршеници во каква состојба? Па сега бебе на реге, рече што ќе биде понатаму. Ај многу повреден. Како се повреди? Падна по скалите, тоа све вода и да слеземе долу потребно до тука вода и падна. Цела улица навлезе вода, као да сипуваш 1000 литра. За минута и пол подрумот не се позна, до 1,40 м, 1,60 м вода ми влезе. Стварите се клинете сите, тоа ми е заселење, горе го држи спратот сестра ми и зет ми, јас сум овде догрено, татко ми отна долен спрат, кај да седам, кај да живеам сега. Вода имам над 80-100 кубика вода, пумпи не можам да најдам, цивилна заштита наша нема никој да не одбрани, беа тигрите, вадев една бабичка од комши ноќеска во 12 сат полуживене бабата, јас ја вадев лично у подрум, нези бабата спиеше извадиме, во околина имаме жертви одека од вода, на улиците беше по 70-80 сантима вода, невидено тоа, невидено. Ова се напомнило за метар, дете ми е болно срце, вриснало, паднало во вода. Комшијата го изоди, го носе му држа на болница на една инекција, ја вратиме назад, ова беше полно све. Време трајање од 3 до 5 минути, многу е. Чини ми се дека децето го зема од мајка ѝ. Толку беше брза водата. Неописливо, неописливо. Тоа е катастрофално, шокирање. Кој е најстрашното? Се надеваме. Доста е што сум жив, што внуката плачеше и черката. Од таму водата ме однесе у комшии. Баравме, плачевме. Можда 6-7 пати, 7 пати вода сум се напил. Фатих за трњата и влегов кај комшите. Жена, госпоѓа македонка, без оглед која националност сме. Ние не се мрзиме. Предводниците не мразат. Тоа нека го чујат, нека дојдат кај мене. Кажи ми како беше, како спаси жива глава? Како беше, нонсенс, немам зборови, што Среќни сме што сега го имаме. Сето тоа. Подоцна ќе дојде. Многу брзо дојде водата? Наеднаш дојде, значи наеднаш. Најлого дојде водата, Еве го, еве. Види, сликај го ова, сликај го ова. Еве докај била вода, видиш, докај била водата, еве. Таму преку 100.000 марки има евра, имам алат за најчиски, од компресори до клучеви, разни клучеви. Катастрофа, Моите катастрофа. години никад ова не беше. 81 имам, никад овака не се случило, никад. Што ќе видите, гледај. Лом. Гледаме многу куки поплавено. Лом. Има и Добре, луѓе што ги нема. Не може да ги најдат под вода. се напуни. Има многу. Сме виделе пороен дожд да трае 50 минути, ова со сати да трае. Не знам што да ви кажам, да веќе. Некако Немам ни комент, ни ништо. Општо немам осет ни да зборам нешто. Што да ви кажам? Се гледа. наеднаш како да дојде водата. Тоа беше најстрашно. Тоа наеднаш, так. За малку и мене ќе има днешна вода. Керка ми работеше во маркет тука и ја да ја спасим се фатив за вратата, кога гледам, тоа беше сила мајко. Влеговме внатре, затвориме врата и катастрофа. Нема што да ти кажам тоа, катастрофа. Толку вода имаше до која висина? Тоа е, види, имаше тука над вратата едно 60 сантима сигурно. Стајковци тоа беше катастрофа. Али пак водата се разнесе, знаеш, по повише место. Иначе ако беше тоа чудо теше да биде. Вакво невреме се памети овој крај? Па ја паметим, али овака не е било. Имаше, ама не. Сега овој неверојатно. Па недека околу 18:50 беше тука. Имаше многу јако невреме и на еден момент се деси дојде голем број на вода. Тие количе таму, тие беа пред мене. И наеднаш само камионот гостив кога го дигна водата и бе преврт. И недека околу 40 до 50 минути седе во камион внатре. Како излеговте од камионот? Излегов сам преку прозорот. Ама тоа излегов после едно саат време. Кога спадна водата, дојде после тука еден джип имаше за целото и имаше многу население што помага. Рековте дека видовте и жртви. Па имаше пред мене тоа со гофаш се тие, ми го дава бебето, меѓутоа јас не можев да помогнам, ги однесе водата.
Сега дали се преживеени или не знам. Само беше голема количина на вода. Значи некаде скоро до 2 метра вода најде. Колку часот бевте овде? До 1 час од ноќеска. И дојдоа екипи? Екипите дојдоа, ама не дека мац покасно. Дојдов на ово, не фатја поплава тука и ни однесе ова шина од автобан нагоре. Се полни кола со вода и излезовме ние. И се качивме кај мостот горе. И ништа, ка филм. Каде бевте вие во тој момент во колата? Еве, у кола унатре бе. Почна да не тера надоле у нива, да не тера ние га возиме, ни се гаси кола. И га возиме и ове излезе, ова шина од автопат и не носи нагоре. Кај мостот и таму седевме више. 3 сати сме седевме таму, кај мостот. Како излеговте од колата? Преку врата, кога отворавме врата се полни све со вода, кола. И после излезовме тука, не носи, после излезовме и не удираш шината. И не се каши горе. Дали сте сведок на некои жртви? Случувавме, у гласи слушуваме, зашто ги влечеше вода луѓе, ама ништо не сме видевме. Ние горе бев. Вчера беше многу несреќа бил. Иди нека те фати камера. Идевме на кај крива паланка таму. И дојдовме до овде, многу ветер имаше, поплава, што да видим. Одеднаш. Лагаме овде со колата и не фати да прозорец. И стигнавме до мостот таму, не знам како стигавме. И после кога стигнавме таму, тоа не удари шината од автобанот и не качи таму на мост. Седевме 3 сати таму, чекаме да се смири ситуацијата и тоа. Што правевте во тие моменти? Што да правиме, се плашевме тоа. Ништо. Дали сте сведок на некоја жртва? Не, ништо не. Беше како филм да гледам. Тоа што гледавме не очекувавме. Како цунами, цунами што беше, истото тоа. Дечето ми беше у кола, плаче, тато вика, ние смо готови, умираме. Чекај бе, сине, не се плаши. Не е готов, види ова, види тоа, види ова, види тоа и фала на Господ водата не оттера таму и таму останавме. Седето дека се смири водата. Потоа многу луѓе од таму викаа, тражеа помош. Меѓутоа фала и многу на населението овде, они дојдоа да помагаат. Други служби никој не дојде да праша или да влезат унутра како што е. После тоа кога се смири све, Која е вашата кола од овие коли? црната таму X5, јас сум од Австрија, требаше да се вратим за назад на пат. До сега беа извлечени повеќе од 1000 граѓани кои беа во многу сериозна, а добар дел од нив и во живото загрозувачка ситуација, изјави министерот за здравство Никола Тодоров по состанокот на управувачкиот комитет за справување со кризи. Она што сега се презема е активирање на сите можни ресурси за излекување и црпување на водата од поплавените подрачја и со посебни специјални цистерни и од градот Скопје и од повеќе други градови од државава и со пумпи од страна на градот Скопје, но и на ДЗС, Дирекција за заштита и спасување. Идејата е да се што е можно повеќе да се испумпа оваа вода за да се спречи уште поголема катастрофа имајќи ги предвид најавите од Управата за хидрометеоролошки работи за попладневните, односно вечерните часови. Како што соопштуваат од МВР, ноќеска и денеска од МВР се ангажирани специјалните единици при МВР, како и дополнителни служби и тоа крим техника од Штип, Велес и Тетово, додека пак од останатите служби ангажирани се бригадата за противпожарна заштита, јавното предпријатие Водовод, Дирекција за спасување и заштита и на медицинска помош и ПАЕК служба. Поради настанатите свлечишта кај Клучката кај Стајковци, према Клучката Радишани по излегување на местото на настанот од страна на полициски службеници, било констатирано дека се заглавени околу 70 возила. Свлечиште било пријавено и на обиколницата на потегот Ѓорче Петров кон Стенковец. Од здравствените служби интервенирале 12 тима на брза помош за повредени луѓе по невремето што го зафати Скопје. Во текот на ноќта и зутрината имало 65 интервенции на терен во Скопскиот регион, од кои кај 12 била констатирана смрт. Според информациите на лекарите, укажана им е помош на стотина повредени. Пациентите се со скршеници, набиеници и посекотини. Спасувачките екипи успеале да спасат и затрупана жена, која за среќа според информациите на лекарите е со полесни повреди. Во ургентниот центар било донесено и мртво 8-годишно дете, кое лекарите за жал само му констатирале смрт, а здравствена заштита побарале 11 граѓани. Екипи на брзата помош МВР и Арама, како и екипи на Центарот за управување со кризи се на терен и работат на расчистување на пустошот што го остави невремето. Од градската општа болница 8 септември потврдија дека биле прегледани 24 лица кои имале полесни телесни повреди како контузии и сеченици и по укажаната лекарска помош се пуштени дома.
За време на големото невреме, кога со силен дожд и грмотевици погоден беше главниот град Скопје и западниот дел на Македонија, беа откорнати дрва, улиците беа поплавени и делови на градот останаа без електрична енергија. Екипи на штабот за заштита и спасување интервенираа на терен за оспособување на сообраќајниците поплавени од невремето. Неколку сообраќајници беа затворени, а градските власти апелираа до граѓаните да останат во нивните домови и да не излегуваат со возила се додека не престане невремето и не се создадат услови за нормално одвивање на сообраќајот. Сообраќајот на моменти беше прекинат во населбата Автокоманда во близина на хотелот Континентал, на улицата Рилски конгрес во населба Водно, на булевар Србија, на булевар Кочорацин и на други места. Поради обилните врнежи од дожд и надојдената вода, сообраќајот по обиколницата од клучката Хиподром до клучката Сараево прекинот синоќа од 20 часот. Од ноќеска по полноќ прекин на сообраќајот има на автопатот Гостивар Тетово Скопје, кај клучка Југ, а патничкиот сообраќај е пренасочен преку градско подрачје до клучка Север. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово денес организираше акција за собирање на вода и хигиенски пакети за настраданите семејства во вчерашното невреме во Скопје. Почитувани сограѓани, по катастрофалната елементарна непогода, која на 6.8.2016 година ги зафати Скопје и околината, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово им искажува искрено сочувство на семејствата на сите жртви кои загинаа по ова невреме. Воедно донесе одлука за спроведување на хуманитарна акција за собирање на вода, хигиенски средства, прехранбени продукти, се со цел да им помогнеме на сите оние кои настрадаа во ова невреме. Пунктовите за собирање на вода и хигиенски средства ќе бидат отворени во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово и просториите на местниот комитет Центар кај Саат Мало секој ден започнувајќи од денес 7.8.2016 година. Пунктовите ќе функционираат од 10 часот наутро до 20 часот навечер. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово се заблагодарува на сите хумани граѓани кои што се во можност да помогнат. Цела ноќ, како и во текот на денот, во реонот на шарпалинските села Шипковица и Бродец со градежна механизација се отстранува од дроните од земја, карпи и дрвја по невремето проследено со интензивен дожд во саботата попладне. Патот од Шипковица кон Бродец, кој беше затрупан поради свлечиште, е ослободен за поминување на возила, но движењето е отежнато. Патот е прооден со тешкоти. Значи е прооден со тешкоти кога велам да за многу големи потреби било можно поминување и ќе продолжиме да работиме имајќи го предвид фактот дека и денеска и утре се очекуваат значи врнежи од дожд, така да нема да повлечеме ништо од механизацијата, туку само ги советуваме граѓаните да ги редуцираат непотребните движења и сме направиле, значи, собираме информации за сите бремени жени, луѓе со диализа, за ако има потреба да им се олесни продот. Значи водата е дојдена од шипковицките станови горе што се бачила. Значи имаме големи наноси од големи карпи, но благодарение на кризниот штаб формиран и координативното тело заедно со општина Тетово, значи релевантните институции како што са Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за менаџирање со кризи, СВР Тетово и првата помош и припадниците на армијата на Република Македонија, значи целосно затоа викам целосно состојбата е под контрола на кризниот штаб и координативното тело при општина Тетово. Посебна опасност за овој регион представуваат надвиснати карпи или земјишни делови кои може да се одронат. за мостот, кај што се камењата, значи да се интервенира и
Граѓаните на Шепковица стравуваат од евентуално повторување на минатогодишни поплави и слечишта поради кои загинаа 6 луѓе, од кои 4 деца. Паника. Цело ноќ пада. Врнеше цело ноќ. Ali tamo su vratali su bageri gore, blizu planine. I sve voda otišla tamo. Ja prenasочили водата, така? Da. Da nije bil tamo, smo otišli sve u red. Straha nismo mogu da svijemo. Второ, трето, лани године исто било тако и сега народот му е страх на све страни. Дождот го зголеми водостојот на реките, но немаше поголеми излевања и поплави. Ново невреме со интензивен пороен дожд од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија најавуваат и за денес, особено во западните делови од земјава. Како што се наведува во нивното соопштение, под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, денес попладне и во вечерните часови ќе има променливо и нестабилно време со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Најпрво ќе бидат зафатени западните делови, а потоа кон крајот на денот и во вечерните часови ќе се прошират и во централните и североисточните делови. Ќе дува повремено умерен до засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат во случај на појава на електрични празнења да не се престојува на отворен простор и под осамени дрвја. Инаку најмногу дожд во изминатите 24 часа имало во Скопје, каде се измерени 93 литри на метар квадратен, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи за мерењата на наврнат воден талок до 8 часот утрово. Во Маврово наврнале 39, Тетово 34, во Пожаране 28 литри на метар квадратен. Вчера попладне под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса во западните и северозападните делови од земјава се разви нестабилност проследена со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Со поинтензивен пороен дожд беа зафатени планинските делови, Мавровскиот регион, Шарпланинскиот масив и Полошката котлина. Вториот бран на нестабилност во форма на долготрајно невреме ја зафати Скопската котлина. Невремето беше проследено со силен пороен дожд, силни електрични празнења, како и засилен на моменти и силен ветер кој достигнуваше брзина од 72 до 80 км на час. Во текот на ноќта, особено во западните делови, се задржа нестабилно време со локален пороен дожд со променлив интензитет, грмежи и засилен ветер. Вчера телефонски во полициската станица Гостивар 54 годишник од село Калиште пријавил насилство извршено од страна на непознато лице. Имено истиот ден, околу 16 часот и 30 минути, во село Градец, додека пријавителот кој бил со неговиот син и неговата сопруга со возило се движеле према селото Сенокос, во еден момент непознато лице движејќи се со возило го испрскал пријавителот со вода, пошто настанала расправија помеѓу него и синот на пријавителот. 56 годишникот, откако се обидел да ги раздвои непознатото лице со нога, го удрил истиот во пределот на градите, а потоа го стартувал возилото и со истото повторно го удрил пријавителот, а потоа се упатил спрема село Сенокос. Во тој момент сопругата излегла од возилото, додека синот со истото се упатил кон дома, а лицето почнало да го следи. На регионалниот пат од село Градец до село Неготино истиот неколку пати со возилото удирал во задниот дел од возилото на оштетените. Кога синот пристигнал во село Неготино, лицето со неговото возило удрило во задниот дел од возилото на оштетениот, а потоа го заобиколил и продолжил да го удира. Во моментот кога синот се обидел да излезе, лицето излегло од возилото и со метален предмет, водоводна клешта, го удрил момчето во пределот на ливата на длактица.
улица, а потоа продолжил да удира по возилото, пошто го напуштил местото на настанот. Таткото и синот се упатиле во медицинскиот центар Гостивар, каде им била укажана медицинска помош. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Од МВР информираат и дека вчера во 15 часот и 40 минути на регионалниот пат Тетово Попова Шапка, поточно од место викана Сидил до местноста викана Прамка, поради силно невреме проследено со силен дожд, излеани се водите на потоците по асфалтната површина каде има наноси од земја, дрва и кал, при што е оневозможено нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. За настанот били известени македонски патишта за расчистување на патот. Вчера околу 20 часот и 40 минути на локалниот пат село Сарачино, село Стримница, од страна на полициски службеници од СВР Тетово бил приведен 25-годишник од село Сарачино Тетовско, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори. При преглед кај истиот била пронајдена непозната растителна материја, најверојатно марихуана, од околу 1 килограм. Со потврда за привремено одземени предмети, пронајдената опојна друга е одземена, додека лицето било приведено во СВР Тетово за понатамошна постапка. Од МВР информираат и дека вчера околу 13 часот и 30 минути во полициското оделение Маврово, 61 годишен скопјанец, вработен во градежна фирма, пријавил дека на околу 1,5 километри од раскрсницата во Маврово на патот кон село Галичник, при копање на канал пронашле една рачна бомба без иницијали, корозирана, која потекнува најверојатно од Втората светска војна. Од страна на стручно лице пронајдената експлозивна направа е подигната за понатамошна постапка. На 8 август, понеделник, православните верници го чествуваат споменот на преподобна маченичка Параскева, Света Петка. И оваа година традиционално во населеното место Туденце. Овој голем празник ќе се прослави со црковно-народен собир. Празнувањето ќе започне во 7 часот со утрена литургија во храмот Света Петка, пошто е предвидено режење на славските колачи принесени од кумовите. За присутните верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза и ќе се одредат новите кумови за празникот за идната година. Празникот Света Петка во понеделник ќе се прослави и во населеното место Милетино. Со почеток во 9 часот во црквата која го носи името на Света Петка ќе биде извршен чинот на водосвет и режење на кумските колачи, пошто за верниците кои ќе присуствуваат на ова чествување ќе биде приредена братско-сестринска трпеза. Прославата на празникот ќе биде збогатена со музичка програма, односно забава со мега бенд. И во очи на празникот вечерта во недела на 7 август ќе биде организирана забава со мегабенд. Инаку Света Петка се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Со нејзиното име се поврзани и чудотворни икони и многу лековити води. Од тука и празнувањето на петокот, како посебно тежок ден во неделата. Денес имавме променливо облачно и нестабилно време, на места со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 14 до 21, а дневните од 22 до 29 степени. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд. Утринските температури ќе се движат од 14 до 21, а дневните од 23 до 28 степени.